Mladите се малцинство кое од година во година станува се помалобројно. Доколку не му застанеме на патот на овој тренд и тој не биде успорен со конкретни политики во рамките на сеопфатна стратегија за млади, нас не очекува многу полоша иднина од онаа која во моментов можеме да ја антиципираме. Клучното прашање е што треба да направиме за младите да останат во државата. Истата 2013-та, кога е формиран Националниот младински совет на Македонија, во престижното научно списание за позитивна психологија, беше објавено истражување за улогата на различните фактори кои му даваат смисла на животот. Истражувањето покажа дека луѓето се чувствуваат среќни тогаш кога го добиваме оно што ни е потребно или оно што го посакуваме, но дека животот добива посебна смисла тогаш кога правиме позитивни промени во животот на другите. Со други зборови, среќата доаѓа од оно што го добиваме, а смислата во животот од оно што го даваме. И додека среќата е фокусирана на сегашноста, смислата ги опфаќа и минатото и иднината. Еден од заклучоците на експертите беше дека луѓето кои се подготвени барем на краток рок да се одречат од личните задоволства, за конструктивно да учествуваат во општеството, можат да направат големи промени. Односно, смислата им помага на луѓето да го даваат најдоброто од себе и да не ја изгубат мотивацијата дури и во најтешките времиња. Во истражувањето на Вестминстерската фондација за демократија има потврда на тезата според која младите луѓе кои се дел од младинските организации се позадоволни од своето место во општеството за разлика од нивните врсници кои не се вклучени во општествените процеси. Притоа најголемиот дел од младите кои веруваат дека преку активизам може да направат позитивна промена во животот на другите се помотивирани да останат тука во својата татковина. За жал важи и спортивното. Најчесто младите луѓе кои се заминале прво се почувствувале оттуѓени во сопствената држава. Нивниот кариерен напредок бил жртва на непотизам, корупција, неправда, партизација и други системски општествени зла. Генерации политичари од независноста се до денес пропуштаат да ги вклучат младите во креирањето политики, со други зборови, најчесто се носат одлуки за младите без младите. Загрижува фактот дека секој седми млад човек никогаш не бил консултиран од институциите на локално или централно ниво, уште помалку вклучен во процесот на носењето на одлуки. Анализата на Вестминстер фондацијата на политичките програми на партиите покажува дека младите најчесто се третирани како објекти или консументи на политиките, а не како активни субјекти во нивна подготовка и реализација. Од тука фундаменталното прашање со кое се соочуваме денес е како да ги поставиме младите во позиција да почувствуваат дека придонесуваат кон повисока цел. Како да ги охрабриме да не заминуваат во странство каде веројатно ќе имаат и повеќе можности и подобри услови и повисоки примања. Верувам дека единствениот начин е ако им ја вратиме смислата за нивното останување тука во нивната татковина. Ако им покажеме дека со нивните знаења, вештини, идеи, ентузијазам, посветеност и активизам, тие можат да имаат професионален напредок, а во исто време и да придонесат за општото добро и јавниот интерес. Ценети присутни, изминативе 10 години Националниот младински совет на Македонија успеа на многумина млади луѓе да им го овозможи токму тоа, да бидат дел од поголемата приказна. Ако внимателно ги анализираме позитивните пробиви во изминатава деценија, ќе видиме дека во речиси секој од нив биле вклучени млади луѓе кои ги препознавале и ги пополнувале празнините во системот. Со својата активност, младите успешно придонесувале и придонесуваат за благосостојба во општеството и патем нам, политичарите, ни ги одземаат сите изговори дека решавањето на одреден проблем е комплицирано, тешко или неизведливо. Тие потврдуваат старата вистина дека имено младите, водени од праведни идеали, се разбира, се јадрото на секоја прогресивна општествена промена. Се додека младите имаат желба да се борат за подобро општество, има надеж за сите нас.
Можеме само да предпоставуваме уште колкумина млади ќе беа иселени од држава да не беше Националниот младински совет и колку празни столчиња ќе имаше денес во оваа сала. Благодарение на Националниот совет, младите се вклучуваат во процесите на носење одлуки и креирање политики и на централно и на локално ниво. Пример за тоа се Законот за младинско учество и младински политики, во тоа новата стратегија за млади, Законот за младинска работа и така натаму. Кон овие документи би ја додал и рамката за развој МКД 2030 како заедничка платформа за долгорочен развој на државата. Младите беа вклучени во секоја етапа од изработката на МКД 2030 и во идентификувањето на нејзините 4 приоритети кои треба да придонесат за севкупен економски и општествен развој. Нема дилема дека Националниот младински совет на Македонија ја исполнува целта на своето постоење и поради тоа државата е должна да ги поддржи неговите иницијативи. Затоа како представник на една од државните институции на самиот почеток на мандатот, во партнерство со Националниот младински совет на Македонија и со британската амбасада, во центарот на Скопје ја отворивме канцеларијата Млади Хаб. Во изминативе 4 години, Млади Хаб стана место на кое што успешни млади луѓе ги споделуваат своите истражувања, креираат иницијативи и покажуваат солидарност кон граѓаните кои имаат потреба од тоа. Јас и мојата сопруга често присуствуваме на нивните настани и сме фасцинирани од нивниот потенцијал и секако охрабрени од нивниот ентузијазам. Се разбира, иако се гордееме со секој нивни успех, ние не полагаме авторски права на Млади Хаб. Напротив, како успешен модел, сакаме да го споделиме со сите заинтересирани на централно и особено на локално ниво. Секоја општина е должна да има локален младински совет, младинска стратегија и соодветен буџет за млади. Веруваме дека успешните модели не треба да се кријат, туку да се споделуваат. Но за позитивни ефекти е неопходна и стабилна финансиска поддршка за младите, пред се од институциите на државата, но и од странските и меѓународните донатори. Драги пријатели, државата е домот што можеме да го градиме само заедно, сплотени околу визијата за хумано, праведно и просперитетно општество, во кое ќе има место за секој од нас. Моето животно и професионално искуство ми вели дека успехот на државата, повеќе од се друго, зависи од тоа дали на младата генерација ќе ја вратиме смислата во животот и дали ќе им помогнеме да се пронајдат тука, во својата татковина, каде што треба да бидат активни учесници наместо пасивни наблюдувачи. Круцијално е да продолжиме да го јакнеме партнерството со младите, за на наредниот јубилеј на Националниот младински совет на Македонија да не споменуваме празни столчиња, туку да бараме место повеќе за идните млади лидери на заедницата. И благодарам.